Првиот човек на општина Кочани потврди дека контролата на Државниот завод за ревизија за финансиското и другото работење на локалната самоуправа констатирала прекрашување и неправилности, но тие биле за периодот од пред 3 години. Неговиот одговор дојде по поставеното советничко прашање дали против него или против општината е започната правна постапка од страна на јавното обвинителство. Стои ревизорско мислење за финансиските извештаи, дека финансиските извештаи не ги прикажуваат вистиното и објективно сите материјални аспекти на финансиската состојба на општина Кочани. Конкретно станува збор за две работи. Првата е за привремените вработувања, дека се вршени без никакви критериуми, и втората работа е за помош на општината која што го има давано за бетонирање на тротоари и за подпорни ѕидови. Па моето прашање е да, бидејќи има укажување од страна на Државниот завод за ревизија, да ви е стопирано со овие работи, и второ, да ви има поднесено кривична пријава по основ на овие работи кои што ги спомнав. До сега нема поднесена кривична пријава. Значи јас и како личност и до мене на моја адреса, ниту на општина Кочани нема дојдено воопшто никаква информација за поднесена кривична пријава. Ревизијата е вршена за 2014 година и се најдени некои недостатоци кои што се прикажани многу транспарентно на 60 страни извештајот од државната ревизија и се дадени некои забелешки таму кои што ги има, и по тие забелешки треба да се произнесат органите кои што се задолжени за тоа. Значи, кога ќе се произнесат, благовремено ќе бидете известени и официјално ќе бидете известени. Нема апсолутно никаква основа да се нешто нити прикрива, нити да се заталашкува. Димитровски додаде дека дел од препораките на Државниот завод за ревизија се прифатени и се коригирани неправилностите во работењето. При тоа рече дека секој што работи и греши, а тој направил грешка во процедурите, но пријава за злоупотреба на службената должност или за остварување противправна имотна корист до сега не добил.